Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со ново издание на радиоемисијата Глас од Македонија, почитувани слушатели, каде и денес директно се вклучуваме како и секоја недела во етерот на радиостаницата CMR и Брановата должина 101,3 FM, кој ќе допре со македонскиот збор и песна во вашите домови. А целта наша е да ви приреди добро расположение. Вечерва со рубриката Профил ќе откриеме околу нашиот сонародник Стив Пјакас, но не ги изоставуваме и блиц вестите, како и македонската песна, а исто така и кратка репортажа за Белчишкото блато и за самото село Белчишта. Уште еднаш ви посакувам пријатни 60 минути, а нека песната пак биде почетен поздрав до сите вас, а посебно до сите пензионери. Topli da im vida zima.
Да ве информирам дека сите емисии на радиопрограмата Глас од Македонија ги поставуваме на YouTube под Voice of Macedonia, каде можат сите наши македонци или било кои каде и да се наоѓаат во светот да отворат, како што реков, под Voice of Macedonia. За сега секоја емисија е поделена на 4 дела, се додека не добиеме окей од YouTube за да бидат воедно. А вие би ве замолила да кликнете на subscribe, кој е free, бесплатно, за да ја поддржите самата радиопрограма. Навистина е интересен и чуден животот. Да се родиш во иста држава, а среќата да те спои во сосема друга држава. Таков е случајот и со Стифи Плјакас од село Зелениче Леринско и Лили Гијану од Желево, за кој вечерва во нашата емисија со рубриката Профил ќе го представиме овој наш сонародник. Ако знаеме дека Македонија била земјата која излегувала на 3 континенти, Европа, Африка и Азија, можеби не случајно како што велат дека после сонцето најстара е Македонија во светот. Можеби затоа богот на животот Зевс или Зус, како што светот го нарекува, со гордост гледал во оваа света земја што од богот и крал Македон е наречена Македонија, зашто очигледно е дека и самиот бог Зевс, па и Тера, и Хера или Вера, и Афродита, и Европа, па и Филип и Александар Македонски се родени во оваа македонска земја. Не случајно Македонија е наречена играјска градина со сите природни убавини во неја, па дури се кажува дека во таа Македонија, а денес е тој дел во Турција, каде Ева скинала јаболко од јаболковото дрво на ѓаволот и со тоа го излажила и Адама, а многу посетители туристи одат баш на тоа место во денешна Турција и точно кај тоа дрво. Што значи секое место, секој село и град во сега би рекла етничка Македонија си има своји убавини, планини, реки, езера и полиња, навистина земјата на сите богови и богињи.
Токму во еден дел од таа етничка Македонија роден е брачниот пар Стив Плјакас 1940 година од родители Ламбро и Гена во лиринското село Зелениче и Лили Гијану во Желево 1947 година од родители Мијајле и Пеца. Таткото на Стив заминува за Питсбург, а потоа се префрла во Канада, каде во Виндзор купува фарма, за да на 12 годишна возраст Стив со мајка му Гена, сестрите Марика и Туле и братот Ѓорѓи, кој тешко ја поднесол разделбата од своето село од своите роднини и другари. Лили пак родена во така наречената граѓанска војна, додека татко и дошол во Канада, а мајка и баба и Лили најпрво бегаат во Породин, а потоа во Полска, за да по 7 години преку Црвен крст го наоѓаат татко и па доаѓаат во Торонто, Канада. Меѓутоа, родителите на Стив со целото семејство се преселуваат во Торонто. Таму, подоцна среќата им се насмеала на Стив Плјакас и Лили Гијану, кои во заедничкиот брак ги добиват ќерките Маргарет и Джини. Стив и Лили уште од младите години активни во црковната општина Свети Климент Охридски, каде Стив е биден председател, потоа исто председател на организацијата Обединети македонци, иако преокупиран со неговиот приватен бизнис, тој, а многу пак повеќе неговата сега покојна Лили Плјакас му даваше амбиции за да што повеќе двајцата бидат во стадото на својот македонски народ. Така, например, во 1988 година, кога Стив Плјакас беше председател на организацијата Обединети македонци, не можеше а да не биде учесник на таа прва средба на протераните деца од егејскиот дел на Македонија, зашто и тој, а посебно неговата сопруга Лили, која е од тие протерани деца од родните огништа, но и Плјакас се чувствуваше дел од тие протерани деца, само на подруг начин, зашто, како што реков претходно, како 12 годишно дете замина во туѓина. Така да, не само кај сите кои беа на првата средба во Скопје од протераните деца од егејскиот дел на Македонија, и каде кај секој на лицата се забележуваше и тага, и радост, и понека солза протркалена од нивните очи, но истото го доживеа и Стив и Лили Плјакас. Кога веќе беа таму, но не само 1988 година, туку и многу пати потоа, не можа а да не ги задоволат нивните души, посетувајќи многу градови и села не само од Република Македонија, туку и во другите делови на етничка Македонија, при секоја нивна посета во Македонија, за да пак во 2002